Одлучивме така, на брзина би рекол. Клубот е регистриран на 31 август, значи последен ден. Леле, пред да почне лигата. Пред да почне. Ви имавте играчи уопште? Имавме другари што сме играли фудбал. Во четврта лига утакмиците се играа во недела од 10 сабајле. Ова приказна почна така дека Струга немаше екипа во втора лига. Да. Има 20 клуба, сите се или трета или четврта лига. Никој не ни веруваше на почеток. Верувам. Сите се смеат. Станавме шампиони за прв пат во историја. Како чувство беше тоа? Чувство Браво. не може да се опише. Доаѓа момент до плейоф каде треба да играме на единствен стадион, градски стадион. Дојде проблем пошто теренот беше хаос, УЕФА дојде на инспекција и го забрани. Најголем проблем у македонскиот фудбал е инфраструктура. И без инфраструктура мислам дека ни еден спорт не може да напредува. Ај здраво на сите, добре дојавте во нашата четврта епизода. Овој пат пробавме малце побрзо да се организираме и полека почнуваме поредовно да ги објавуваме епизодите. Денеска имаме интересна епизода, имаме гостин, нема да бла зборам само сам, туку ќе си имам со некој да си направам муавет. Во глобала ќе збориме повеќе околу фудбал, најголема тема ќе ни биде фудбал, организација, како се води еден клуб, како се стига до успеси, ups and downs и сето тоа што го има еден клуб и што го поседува. Ќе зборуваме со Артрим Кира или претседателот на Струга Тримлум, клубот кој што е актуелен шампион на Македонија, газат моментално, имавме голема шанса да влеземе и во Европа. За жал не испадна тоа, но беше едно одлично искуство кое што ќе ни објасни, ќе ни каже он сега отворено. Здраво Трим. Здраво, фала на поканата. Нема на што јас и ти се знаеме веќе долго време, прилично блиски сме, нема што да го криеме тоа од публиката. Вежбаше едно време, ама нешто слабо период. Од први пак. Стандард момент, секој први почнуваме. Како си прво да те прашам добро? Добро, супер. Тоа е тоа. Кажи ми, периодов имавте малце повеќе обврски, бевте во хаос, малце вака така. Дали како се издржува сето тоа пред се сега? Па да. И беше еден период многу напнат, кажам. Баш. Со утакмици, Голем густ распоред, да. Да. Ние завршивме лани у мај, после 15 дена одма почнавме со тренинзи, со тоа и долго лето, со патување, со све. Немавте ни пауза некоја? Немаше ни пауза, ни ништо. Добро, ајде ќе зборуваме, ќе се навратиме на тоа, дај да почнеме од нула. Верувам дека некои не ни знаат и се и како било и што било, сакам историјата малце да ми ја даеш околу се. Еве, како ви имате еден многу успешен бизнис, посебно сите виделе негде по зградите има Тримлум, нели си градите згради и сето тоа. Како стана се ова со клубот? Колку време, како, што, од кога е, зашто е? Објасни ми го тоа малку. Па, ние сме вложиле као фирма Тримлум Градски, сме вложиле во други клубови, сме спонзорирале во спортот секогаш. Ама секогаш како спонзори, не како раководство, не како... Не било ништо ваше? Да, и сме пробале да водиме други клубови, ама дени... Да, не идело. И одлучивме сами да направиме клуб. А значи пред тоа сте имале клубови каде што сте инвестирали и сте спонзорирали? сте Да, сме имале клубови, 2-3 клуба сме имале во Струга. Така. Ама друго е кога сам концептот го правиш и го водиш како што сакаш ти, друго е да спонзорира само и да го води некој друг. Да, не ги правиш ти работи, не ги одлучуваш и се до тоа, така бе, така. А ова, значи, овој процес го започна од старт со брат ти заедно? Овој процес, да. Бев јас, брат ми и спортскиот директор сега, што е Бесар Исаков, заедно со секретарот, што е актуелниот. Си имате тимче. Да, одлучивме така, на брзина би рекол. Одеднаш, ајде, пукаме клуб. Клубот е регистриран на 31 август, значи последен ден. Леле, пред да почне лигата? Пред да почне лигата. Чекај, од која лига стартате? Од последната, значи четврта лига. Да. Браво. И интересно веште, пошто требаше да пушти слики од играчи. Ви имавте играчи уопште? Имавме другари што сме играли фудбал. И сме ги сликале у кафичи, сме направиле книжки, многу е... А чекај, уствари, тоа доаѓа од некоја пасија вие што сте имале кон фудбалот? Да, пасија и направивме некој план. Така. Планот беше да направиме, да почнеме од следна година. Аха. Ама во последен момент одлучивме да биде ова, да не се губи годината. Почнеме, пошто реално четврта лига
Не, ништо посебно, да, така. послова лига, Така. најслава лига во ранкот, па Така бе, така. мислевме да почнеме у тоа една година да земаме искуство. Па да. А кога беше ова, пред колку години веќе? Ова беше 2015. У тоа 8 години. 8 години, пред 8 години. Браво, браво. Како од тогаш сте тие четворица во тимот и се уште сте? Да, од тогаш сме тие четворица од тимот, тогаш сме го воделе, дори првата половина од годината сами го водевме, сами тренери, сами. Сами бевте вие тренери? Да. Тоа не се. И додека се екипиравме. Од Да. јануари после земавме тренери по-професионално. Значи на првата сезона, на полусезона веќе земавте тренер. Да. Тоа. Значи прва у четврта лига утакмиците се играа у недела од 10 сабајле. И можеш да предпоставуваш Да, играчи да. непрофесионални Тие што спиеле уште. набајале само да. Леле. А чекај, како е тој процес четврта лига, као и колку котизација, како се плаќа? Ако сакам еве утре да отворам фитин клуб, У четврта лига нема трошкови за котизација, ептен се Ситно. мали. така. И играчи скоро и не плаќаш. А имаш некои услови што мораш да ги исполниш или не се ни тие толку страшни реално Не, за не се четврта лига? страшно. Мора да имаш одреден број на играчи за да можеш Така. да играш и тоа е. И И дали- терен. Дали случајно некој од вас играше на почетокот? Сме играли сите Да. по некој утакмица. Тоа е јако, тоа е добро. Дел од клубот сте биле и вие и у тој дел, така да. Браво. Добро, првата година одма ја исчистивте четврта Првата лига? година да, одма влеговме у трета лига, а у трета лига е малце По професионално и се добро. по полупрофесионално, поорганизирано, повеќе патување има, пошто регионот од Струга го се Охрид, Струга, Битола, Така. Дебар и постари клубови имаше у таа лига, поискусни по. Така. Дали купувавте некои играчи, веќе го менувавте ростерот? Не, у Се уште со трета истиот? лига се имаше засилување, ама повеќе од таа лига се земавме играчи. Така. Ништо Од- специјално, Па, да. првиот дел на сезоната, па после пак исто ко четврта лига на вториот дел на сезоната се појачавме, да. Така. Со играчи од втора лига и дури од прва лига некој. Аха. А повеќето стружани. Значи тука веќе сигурно и трошковите растеле поради тоа што се зима нели по професионален играч. Кажи ми доколку тренерот истиот беше тренер или како? Тренерот беше истиот до одреден период, па после имаше промена. Така, така. По професионално претпоставувам, Да. понатака сте постапиле околу тоа. Браво. Значи тоа е процес и после тоа одведиме низ годините, значи в трета лига еднаш кај игравте исто или? Една година игравме, освоивме прво место, се пласиравме за втора лига. Браво. Тука беше уште потешко. Нормално. И таа година останавме една година во втора лига. Така. Се Кое место боревме, завршите? се боревме до крај и трето место. Добро, и тоа е добар успех реално. Три тима се боревме до крај. На крај изгубивме, ама не се откажавме. Фала Богу, да. Следна година се Не ви појачавме падна уште амбициите повеќе. тогаш Не, така, не. да. Значи втора лига останавме 2 години и после тоа влеговме. Реално Струга ова приказна почна така дека Струга немаше Нема клуб. екипа нема, у втора лига. Да. Има 20 клуба у градот, Сите се- а нема Така. сите се или трета или четврта лига. Никој не инвестирал, претпоставувам, никој не. И така почна ова приказна. И никој не ни веруваше на почеток. Верувам. Сите се смеа, сите се. Мисле дека се Кој- заебавате кој за им кажавме, ебанција. да, дека идеме за прва лига. Да, вие верувавте од почетокот уствари, да. Секако. Па да, Ако кој не имаш веруваш, џабе нема- правиш. Да, џабе вложуваш. Да, браво, браво, секоја час. И стварно е за респект затоа што се почнува од нула и за толку брзо време се стигнува до негде. Сега некој си вика, види ова Македонија како е, што е, ама баш спротивно треба да се гледа на тоа зашто многу клубови пробуваат реално и сакаат, ама не знаат како да го изведат тоа. Дури некој инвестира, ама не знае како да го направи тоа. Вие за толку краток период стигате до еден стварно енормен успех кој што е за почит. И сега како ви беше, кажи ми го искуството за прва лига прв пат, како беше се Втора година во втора лига освоивме втора лига. така, Значи пред 3-4 утакмици пред да заврши. така. Па прва година у прва лига беше многу тешка. Мењавте во ростерот доста сега. Менјавме во ростерот и тренери менјавме и после корона Да. настана.
Вие тогаш влеговте тој период од прилика? Да, тој период и се прекина лигата у март месец. Така. Ние бевме предпоследно место. Значи тешка беше ситуација. Тешка беше, да, направивме баш кога направивме промена на тренер се прекина лигата. Така. Во тој период имаше нешто или беа само пуштени играчи и све и се чекаше? Беа на пауза сите да. играчи. Така. Се чекаше да се види дали ќе почне Да. следна година лигата и како ќе почне. Кажи ми, има голема разлика сега дали треба во прва лига малку поише услови да исполниш? Да, котизација е сигурно. Секако, да. Котизација е многу поскапа. Се барат некои услови Да се исполнат. за терени, за по-специфични, што не ги барат у втора или у трета лига. Така. Вие и кај ги одигрувате тогаш? Кај ги одигрувавте своите Ние такмици? одигрувавме на градска плажа стадионот во Струга, а тренираме во едно село Така. до градот. Блиско не, да. Значи не сакаме да тренираме во истиот стадион, пошто Добро, да. за да го чуваме, за да може да се игра фудбал. Да биде како што треба. Ке поминеме после тоа за стадиони и за све кај нас. Втора година после беше многу успешна. Следната година во прва лига? Во трето место и се пласиравме за прв пат во конференција. Значи веќе втората сезона имаме голем успех. Направивте големи промени од првата до втората сезона? Направивме мали. Значи не ништо драстично. Не драстично. Така. Да, постепено идевме. Не сакавме значи да идеме и финансиски и организацијски да промениме многу од година до година. Сакавме постепено да стигаме до успех. И завршивме на трето место. Игравме Европа. Квалификации. Да, изгубивме. Прво коло? Прво коло, да. Без искуство малце Европа. Нормално, тоа е сосема нешто ново. Сакам и за тоа да позборуваме малце и првиот пат како било и сега нормално, ама да се навратам малце, кажи ми и сега еве веќе сте вие сериозен клуб, така и се естаблирате и со сето тоа. Како би било организацијата, чувањето на играчите, средствата и условите за вашите играчи, вие како клуб што ги нудите, ме интересираат и сакам да ги поминеме. Како би го, еве пример за јадење, за тренирање, за вежбање, колку луѓе имаме за тоа тренер, за ова тренер, доктор, физио. Веќе сме доста екипирани од ланската година, значи во клубот имаме двајца физиотерапевти, имаме спортски доктор се занимава само со исхраната на играчите. Значи он им одредува и што ќе јадат, како што. Имаме сопствена кујна. Браво. Каде што јадат играчите и сите услови им се исполнуваат. Браво. И најбитно Македонија е да бидат исплатени редовно играчи. Тоа е еден од најголемите проблеми во сите спортови, да. Тоа е најбитно, да. Вие дали се уште до кое време вие бевте, тоа заборав да те прашам, едини спонзор на самиот клуб, пошто знам дека вие главно го организирате и го финансирате тоа. До кога беше така? До предходна година. Сега имаме некои мали спонзори. Така. Пак Тремелум е најголем спонзор. Главниот, над 90% од финансирањето. Така. Ама имаме помош од мали фирми, од Струга, што веќе се навикнаа со клубот, со успесите. Да, гледаат дека има и напредок и успех и се, да. Сега клуб, реално Тремелум ја представува Струга, е дел од Струга, као символ е, надвор ја представува, така да. Тоа беше идејата, затоа и се вика ФЦ Струга. Заради тоа. Апсолутно, кажи ми, дали реално вас ви ова пасија, успех е се, ама уште дали ви си има исплатено? Реално да збориме тоа креирање и сета тој успех, еве да речеме од финансиски аспект. Или треба се уште време каде што, знаеш, ќе продам играчи и самиот успех надвор кога идеш, нели, добиваш одредени награди и сето тоа. Дали се уште си има исплатено? Да, не, или понатака би требало? Види, некогаш кога имаш нешто пасија, не очекуваш да ти се врати тоа што вложуваш. Јас затоа кажав претhodно, постепено не сме отишле, значи од буџет да го зголемиме буџетот од година во година 100% или ние ланската година имавме најголем успех. Станавме шампиони со еден буџет што беше буџет многу помал од некои екипи што беа фаворити во ланската година.
таа сезона сакам да ја поминеме посебно поради тоа што си имаше добар старт. Се сеќавам дека стартот беше страшен, беше скоро рекорден, ама имаше и нели пат еден каде што требаше една клучна одлука да се направи. Кажи ми ја таа, нели требаше смена на тренер, тоа го сетивте вие, видовте, тоа е исто за респект да се направи тоа. Да, ние имавме многу добар старт, 8 утакмици, 8 Сите победи, победи, значи да. рекорд у Македонската лига. Страшно. Па после како секој клуб има Да, бе, пати има тука. падови и после у март одлучивме да го смениме тренерот, што беше многу тешка одлука, го сменавме Серџан Захариевски, што ни беше тренер 3 години. Да, бе, да, во имавте клубот. и врска и све со него и успех. И успеси и неуспеси да. заедно. Ама како управа осетивме дека треба да се направи таа промена, иако беше за многу чудна, за Да, многу бе, да. од надвор, пошто ние Кога ќе бевме видат, да, бе, да. уште на прво место, но Затоа викам, тоа е одлука што е стварно ризична што се вика, некој ќе си рече види, абе уште се први, као оддаваш отказ на тренер што е прв, што да кажат тие натака, ама таа одлука на крај испадна дека е во фудбалот можеш да испадне добра и Да, после да, на крај да. да изгубиш и да испадне лоша Така, одлука, така. ама за среќа за нас испадна добра одлука и станавме шампиони, значи за прв пат во историја. какво чувство беше тоа. Чувство Право. не може да се опише, значи си правиш еден клуб од почеток сам Од нула, да, све од сами. нула и го носиш за 8 години до шампионска Има ли титула. некој побрзо? Сега не знам искрено историјата на фудбал како е со клубови, има ли некој побрзо станал Не знам шампион? дали има. Не верувам. Не знам дали. Има. Ама тоа е све знак на добра организација, стварно посветување на сето тоа, не само вложувањето, не го гледате, сами кажавме дека имаше клубови со многу поголем буџет, ама тука е таа пасија што и играчите ја гледаат, енергијата што ја даваат Трими, неговиот тим, тренерот, сето тоа, така да, сето Јас мислам се дека од склопи. најклучните работи у клубот се што ние сме уште тие четворица Да, што да, го формиравме така, клубот. така. Вие имате љубовта и пасијата. Никогаш ниеден од нас не земал одлука сам себе. Тимски све. Све е направено тимски, за секоја одлука се консултираме еден со друг. Така. И мислам дека тоа е Главното. тоа не нешто за однесе успех, така. до голем успех. Да, како не, па не, секогаш викаат нели подобро е 4 глави од колку една да размислува и стварно е тоа така, ако се собере све, се направи сума сумару и се реши. Значи околу услови, организација и сето тоа може да се каже дека се е покриено, играчите буквално треба само да се појават, да го изработат своето и да дадат се од себе. Дали можеби сега многу различно е, некогаш играчите бараат и очекуваат награда кога ќе изиграат добро, а реално ако не си играч, ако не играш добро, зашо си фудбалер? Дали нели се бара награда, ама дали има некојаш казна ако некој не изработи како што треба? Па играчите награда барат, казна не прифаќа. Не, да, никош претпоставував дека е така. Ама него у глобалата му е работа да направи да победи, да дае се од себе. Нашиот концепт е, значи, ако има успех на крај на сезона, сите се наградуват. Значи има награда сега, као дополнителна мотивација, така. Обавесно. Тоа е исто. Секој успех што и да ти кажем ова година и неочекуван успех. Да. Мога да се наградува. Фала Богу. Браво. И тоа е за респект, затоа што не е морално во никој случај тоа, ама треба да се као дополнителна мотивација да имаат играчите. Ајде да зборуваме малку околу тоа со Европа. Ајде прво да го поминеме на прво искуство, кога бевте трето и успеавте да се пласирате за квалификации. Тогаш беше за Лига Европа, така? Конференциска. Постоеше и тогаш конференциска, така. И како беше, со кој се паднавте, како беше сето тоа искуство? Тогаш паднавме со Лепаја од Латвија. Добра екипа. Значи изигравме добра, солидна екипа, изигравме 1-1 таму, па тука изгубивме 4-1. Да. Од неискуство, од Така, прв пат и сето тоа, да. Мислевме дека све е завршено, а после првата утакмица. Дома си викате, леле, сега ќе ги спржиме, ама обратно беше. Добро научивме таму. Така, нормално. Што треба како треба. Искуство е се во секој случај. Каде се играше таа утакмица? Јас се сеќавам се играше во Скопје. Во Скопје тука беше. Да. А зашо не игравте? Условите не даваа за Условите не даваа, да. Така. Ова година беше различно, да. игравме за
прво коло Лига шампиони. Сега пошто бевте шампиони, првиот игра квалификации прво за Лига шампиони. Доколку ја изгубиш таа, имаш уште колку кола, како и да тој процес? Имаш уште едно. Така. Тоа е за Лига Европа. За конференцијска. Одма паѓаш на конференцијска. Одма паѓаш. Поради нашата лига затоа што е низок ранг, претпоставам. Не, ако поминуваш едно коло, тогаш следи Европа лига па конференција. Аха. Значи битно е ова првото да се Првото, промени. да. Вие за жал ова Ние за жал и тука би кажал дека пак и имавме искусен противник, Да. 15 пати шампион на Да, доминација што се Литванија. вика, да. да, со буџетот над 15 милиони евра. Во спротивно на нашиот. Игравме многу добар двомеч игравме. Така. Реално, 0-0. Едната нерешена беше, 0-0 да. беше таму. Тука дадовме гол во 76-та минута, водевме Да. 1-0, па за 2 минути ни Се сврте утакмица. Е тоа е фудбалот што може да се деси. Да, и тука изгубивме малце, се изгубивме. Играчите се изгубија. Да, тоа. Се Пак е деси и тоа тоа некое се ново случи. искуство и сето тоа. Да, да. Беше многу јако што следен противник се знаеше, нели, беше Галата Сарај. Да. И тоа ќе беше стварно еден спектакл и за навивачите тука да гледаат и сето тоа. Како би го опишал тоа, ете, искачање колку толку во Европа имаше бенефит од промотивен аспект, ширење на клубот, секако. разменување контакти со луѓето од клубовите, УЕФА. Да, секако дека имаше многу запознавање со многу Так. луѓе, со гледаш како тие ги менаџират Како е клубовите, кај како нив, се да, и организирани. услови и се, да. Да, и многу е интересно, многу се понапред од нас секако. Тоа го сваќам. Особено инфраструктура и све друго. Многу добро искуство. Се знаеше дека ако одиме понатаму ќе се игра со Галата Сарај, тоа беше, знаеш, Да. еден сон за нас, Реално. да. Таков Да двомеч. можеш да играш со Галата Сарај. Иако тие се многу погореално. Висок. Штета, верувам дека ќе ја добиеме пак таа шанса и дека ќе стигнеме таму и погоре. Кажи ми, какви правила и услови бара УЕФА? Поради тоа што знам дека они имаат и натака, нели, како прогресираш на кај, нели, некое првенство, какви имаат они услови барања од клубовите? Не знам, стадиони, вакви, такви, ова, она. УЕФА најбитно ти за да играш на еден стадион ти бара безбедност да има све да е средено, да нема во секој аспект кај навивачи, кај играчи, Така, кај суди и све. Да се осеќа секој безбеден, така. Све тоа е прва работа. И ние успеавме некако, после лани се изгради нова трибина во Охрид стадионот, успеавме некако со некои интервенции таму, со инвестиции, со оно да можеме да играме во Охрид. Тоа е реално најблиско да дојат. Првите две утакмици. После третата и четвртата нема да дозволам. Пошто имаше други услови, што требаше да се пополнат и таму Значи немаше. како прогресираш и у колото, така, има други услови што треба да се исполнат, така. Да. И сега вие стигнавте, значи, ајде вака, прво коло изгубивме, второ коло победивме. Конференцијска лига да победивме против Будучност, па после победивме против Есперанш. Така. Од Луксембург, па изгубивме од Бредаблик. На плейоф мечот. Значи тоа беше последно меч пред групна фаза. Тоа, значи, таа да ја победивме, да, идеме ќе влезе Европа. во групна фаза. Тоа е тоа. Кажи ми, сега знам дека некој клуб успева да постигне таков успех, да стигне на ниво каде што ја представува Македонија, нели нашата лига се искачи неколку места како лига поради вас, затоа што вие сте нивни представници. Моментално лигата во Македонија ова година и следната ќе има само два представници од лигата. Така. А после тоа заради нашиот резултат што имавме ова година ќе се врати пак на 3. На 3. Така, а ради другите резултати од сега, значи сме на 2 за следните 2 години. Тоа е лошо. Значи, вие го правите сето, тоа е како што викаш и помагате околу инвестиција, тоа за да можете да играте во Охрид, најблиско за навивачите, ама доаѓа момент каде што треба да се игра, нели, на поголем стадион со услови се. Доаѓа момент у плейоф каде треба да играме на единствен стадион, градски стадион. Така, ама доаѓа проблем. Дојде проблем пошто теренот хаос. Беше хаос, УЕФА дојде на инспекција. Што да види? И го забрани. Нормално.
И нас многу ни дупки даде- што имаше, многу ископан, раскопан. Нас ни даде две опции. Или играме у Елбасан или у Скадар. Само тие беа две опции. Ние пријавивме у Елбасан, пошто кога ќе играш УЕФА треба недела унапред две недели унапред да кажеш кај ќе Кај играш. се игра, да. И моравме да пријавиме. И после со многу интервенции, многу успеавме некако да играме утакмицата у Охрид пак. Ама, значи, се е. Жално е што Такви проблеми, глупи. немаме најголем проблем у македонскиот фудбал и инфраструктурата. И без инфраструктура мислам дека ни еден спорт не може да напредува. Да просперираме, бе, да, фала Богу. Башка стадионот реално голем, убав, може да собере многу луѓе, да има поддршка. Реално публиката е голема помош, посебно на такви надпревари и сега да немаш можност да го исполниш тоа. Значи пред утакмицава ние повеќе се занимававме за теренот кај ќе играме, очто да ги организираме. Да се мислиш, да, играчи, тактика и све. Да, значи 4-5 дена беше хаос. Не знаевме, еднош ни вика Охрид, па Елбасан, па Струмица, па Скопје у ФФМ. И не знаевме што ќе правиме. До последен момент, значи последните 2-3 дена се одлучи, нели у порталиве имаше еднош ваму. И одма се суди, се збори, но не се знае ништо околу ситуацијата цела. Значи, што самите клубови реално имаат проблем да организираат еден таков надпревар. Си стигнало тамо, немаш проблемите искачаат такви. Ние се смеевме со управата. Одиме у Луксембург и играме на стадион 80 милиони евра. Страшно. И ние ги победуваме нив и викаш ти, ние немаме стадион. Да. А си подобар, ги победуваш, правиш. Како и да се надеваме дека работите за скоро ќе се смена, дека ќе имаме подобрување околу тој аспект, поради тоа што клубови даваат резултат, даваат надеж некоја дека клубовите даваат и пари и резултати. Инвестираат, така. Мислам, тука е за критики законот за спорт, што немаме закон за спорт, да се помогне на спорт, барем дел од даноците да може да ги користиш. Да инвестираш, најмалку да инвестираш во инфраструктура. Да се подобри, да се направи некој закон што би траел 5 или 10 години за клубовите да може да инвестират во инфраструктурата, да ја подобрат условите, да може публика да дојде да ужива во фудбалот. Во Струга имаме прекрасен стадион покрај езеро. Ама луѓето треба да мислат ако врне да земам чадор, ако е топло да не идам и тоа е не е идеално во никој случај. Така, ајде вака сакам исто да направиме увод малку околу тоа инфраструктура кој што зборевме. Вие сте во Струга, дали имате некои планови понатака за стадион, да имате нели седиште домашно каде што реално ќе се пуни тој стадион кога има сега толку. Имате ли некои такви планови, што би се одвивало тоа? Секако, неколку години веќе бараме место во Струга. Да, тешко е реално и простор треба се најде. Имаме најдено некое решение. Моментално и го работиме планот во моментот. Тоа е одлично, браво. Значи треба за неколку месеци да помине и да се почне со работа. Таму планираме да направиме еден комплекс. Да можеме и младите да се фокусираме и на младинскава школа. Тоа ќе ми беше, извини што прегнам следно прашање, дали клубот има младинска школа моментално? Има младинска школа. Има, ама заради инфраструктурата не можеме да удриме многу внимание на тоа, пошто немаш свој стадион, немаш играш на туѓ стадион, тренираш на туѓ стадион и многу е проблем. И сега сакаме со овој комплекс што ќе го направиме, да направиме нешто. Ќе има услови за да се напредува и од мали нозе за сите. Така. Тоа е добро. Како планирате од прилика голем и на колку луѓе сакате да проектот сега на почетна фаза е. Планираме од 3 до 5000 седишта максимум, значи.
Тоа е одлично, за да биде фул, да изгледа фул, да има атмосфера. Битно да има услови, битно да имаат фановите каде можете на вода да земат, каде може да се паркираат, каде. Да, паркинг сето тоа, да. А околу играчиве се планира да си има сигурно перформанс центар таков као теретанче, може мало теренче некој сигурно за тренинг. Така, веќе со теретаната ќе почнеме уште ова година да вложуваме. Да се спрема, да се направи план. Имаме теретана и правиме некој мал центар за повреди, за физиотерапија, така. Да си има и он простор свој да си работи физиотерапевтот, да. Тоа би било исто идеално и добро. Као што спомна, тоа многу би помогнало од малите генерации да тренираат како што треба со услови. Да бидат професионални, не како што се научени до сега, значи еден ден иди на тренинг, друг не, трет ден оди по кафани. Кај шетаат, кај стигнат, апсолутно. Ова младинската школа сега си имате, колку време веќе имате? Сигурно ја немате од почеток, не сте се замарале со тоа, сте имале? Има 5-6 години. Да, добро, тоа е релативно. Имаме 4 тренери таму. Супер. Имаме координатор. Они си се бават само со младинската? Само со младинската, значи има околу 100 деца. Па тоа е добро. Добро, ама не сме задоволни како, иако сме имале успеси, значи со младите сме освоиле втора лига, сме освоиле. Има талентирани деца многу, ама не сме задоволни од тоа што им нудиме од некој начин. Вие како клуб, да. Тоа е реалност, браво. Кажи ми, имате младински играчи кои што ги промовирате во првиот тим и Да, секако. Секоја година 2-3 играчи што се најдобри идат до првиот тим, дури има 20-тројца ова година што имаат дебитирано. Така. Тоа е првиот тим. Имате као, не знам дали тоа постои во клубот, како втор клуб, подклуб, некој нешто такво, каде што може да се игра некоја четврта, трета лига, не знам. Моментално не, ама за да можеш да ги пуштиш младите кај нас да играат до пониските лиги, мора да биде втора лига. Трета и четврта лига не се баш. Така. Не можеш да видиш дали се спремни за прва лига. Така. Мора да биде втора лига за да биде поприближно да знаеш за прва дали е спремен. Јасно. Ама значи им се дава шанса на младите. Барем, секако, некој што се гледа дека има потенцијал, значи му требаат утакмици, ќе ја носиме на клуб на позајмица во втора лига. Така. Значи се организира, има клубови што ги носиме, што соработуваме, значи струга окрито. Пред се и самата шанса, нели, кога ќе му се дае на некој да тренира во тие услови и со тие играчи реално и сето тоа, пак е напредок голем за него. И да не добие некоја специјална шанса на почетокот да игра или да битно е младите да можеш да ги мотивираш. Тие години 17, 16, тие се клучни, значи или ќе продолжи со спорт или ќе тера нешто друго. Така. И затоа најдобрите играчи, најталентирани што се ги земаме во првиот тим, тренираат со првиот тим за да имат некој мотив. Да продолжи да тренира и се. Така. Тоа е паметна и добра тактика и треба да се дава повеќе шанса секако. Кажи ми, ајде да поминеме малку низ процесот на трансфери и сето тоа како го одлучувате, имате свој скаутинг, гледате, разгледувате кој играч да се земе, кој играч да се продае, да се даде, вака, така. Како ги пополнувате тие работи? Реално со консултација со тренер, со спортскиот директор, И после имаме некој агенти, како да ти кажам, што имаме доволно. Ви нудат играчи, вие барате тоа и тоа. И после тоа сигурно разгледувате. 90% од времето, значи, ги гледаме сами. Со спортскиот директор, со тренерот, Мора да видиш, така. Некои менаџери само сака да ти донесат играч, да ти го продаде само. Да земе комисија, да земе. А како процесот иде, ако ти го видиш и речеш го зимам, овој го зимаш и толку? Нема некој, не знам, трајаут или нешто, или... Не, играчите кои се, значи, кои ги знаеш веќе, кои играат веќе во екипи, тие за нив нема трајаут. Така бе, го купуваш и тоа. А можеш, Има менаџери што носат играчи од Африка, од
други места што не ги знаеш и носат на трајаут. Тие ќе пробаат така да видиш како ќе така. Ако има успех кога тие Да, бе, ако ти таа се проба, да, значи да. ќе го потпишеш, ако не. Тоа ме интересираше, да, дали има некој таков трајаут или еве пример ако некој од младите сака да имате некој таков open day или не знам нешто. Немаме, сме планирале, ама сепак ќе се надоврзам пак кај инфраструктурата, што немаш твој стадион, што не можеш да организираш тоа што сака и што треба. Да, бе, да. Јасно. Значи, околу младиве играчи во суштина вие ги гледате, ги пратите и ги така ги носите, ги промовирате, да речам. Што лиги се играат младинските? Има U18 на години се исто како се така? Има повеќе лиги. U18, 20, 16 има, 14 има и помали. Значи од најмала возраст и цепа на така. Да. Па у глобала тие понатака лигите им се и сигурно постарите се веќе како развојни лиги. Он треба да е професионален играч веќе 17-19 години. Ако веќе некој голем талент. Да. На 17 години ќе помине прв тим. Фала Богу. И младинска репрезентација, сигурно има тука некој кој ќе се види некој играч ако прави некој успех, не знам, ние сум гледал некои дека имаат добро играат, некои резултати имаат од младинската репрезентација, ама не знам конкретно кај вас. Има некој представник, шампиони сте, имаше некој повик за репрезентација или нешто? Имаше последен пат имаше за Радески повик, но беше повреден од тој момент. Така. И не можеше да оди на повикот. Така. Прв пат му е него тој повик? Не, тој бил и напор. А вака другите немавте некој специјален повик иако другите да, немавме. Тимот некој малце од тој аспект сме разочарани, пошто очекувавме барем 20 шампионисте. И имавте и успехи на европската подлога. И мислам дека тука има играчи што заслужуваат. Јас искрено што гледам и од што сум присуствувал на некои од превари и сето тоа, можам да кажам дека Ибраими и Шабани се у страшна форма, значи како играат луѓето. Од моја гледна точка и од мое мислење, Ибраими е страшен, стварно, иако човекот е колку на години е 35 скоро Роналдо, мене Роналдо ми е омилен, си знаеш ти, буквално гази на тие години, а и Шабани си го прави својата страшна како игра. Ама тоа ме чудеше мене искрено што немаше некој повик, само Радески ете. Немаше, а шампиони и имаме успех баш во Европа. Ама добро, тоа е нели? Тоа е одлука на тренерот. Фала Богу секој си има така, нема. Први да се почита. Фала Богу, си знаат они како е, што е, нема врска. Дај да збориме малку околу твојот, имаш ли омилен клуб, нешто, пошто е те пасија ти е фудбалот и сето тоа, кој е твојот омилен клуб? Освен Струга и Интер. Интер. Одамна навиваш за Интер од мал, од 98. Од времето на вистинскиот Роналдо се века. Тој ќе љави од зублето ако на некој не му текне. Не постои тоа, Роналдо си е Роналдо, знаеме. Кој ти е омилен играч, вака, all time на сите време? All time, Хавиер Занети. Имаше шанса да го видиш или така имаше нешто ми спомна дека имаше можност да се запознаеш со него, да отидеш некаде? Да, беа дојдени во Бугарија и не може да отидам на тој кога виде дека таму за неки не знае дека ќе биде. Аха. Имав некои обврски. Во која улога беше? Од Интер нешто беше? Да, тој беше пензиониран. Така. И му пратив преку еден пријател, еден дрес од Струга. Аха. Да, со негово име позади. И имам слика од него со дресот. Од него со дресот? Тоа е прејако. Тоа треба да е многу јако чувство, твојот омилен играч носи, тоа е браво, страшно. Јас имам едно дресче од Струга Тримлум. Чекам уште на новото, од новиот, ама слабо иде некако. Брзо. Кои се вашите амбиции за сезона? Почна сезоната, нели, и сето тоа, као што спомнавме на почетокот, малце густ распоред ви се погоди, ама кои се амбициите, како идеме натака? Амбициите знаеме дека е тешко, но сакаме да го повториме успехот од лани. Back to back champions, да. Не се откажуваме, ќе работиме уште повеќе, пошто се знае дека е потешко. Најтешко е да одбраниш титулата. Да се одбрани титулата. Притисокот е на вас. Не мислам дека имаме играчи добри, мотивирани пред се и мислам дека
може да се бориме до крај. Така. Имавте некои големи промени од ланскиот состав или се уште сте тука со истиот, само нека мала можеби промена? Косторот на екипата е ист. Така, тоа е Значи имаше 3/4, значи играчи што дојдоа плюс, на но дополнување некоја, да. но косторот значи главно тоа е што беше лане. Така. Како сте моментално? Моментално сме трети на табелата со Супер. една утакмица помалку. Тоа е супер. Со се тој густ распоред што го имавте, Да, нели, да. беше собрано се да се врати од тие пропуштени кола ради Европа. Сега има пауза, нели, ради Да, репрезентации и се. Додека имате пауза, како во тренажен процес си имаат програма специјална, како Овие знаеш? две паузи ние повеќе ги искористивме невообичаено како порано, значи одмараа играчи неколку дена, 3-4 дена одмор, па Да бе, добро. после вообичаено другите екипи ќе играат пријателска Така, натаму. да се одржи, да речеме, некоја форма. Ама вие не имавте некој реален одмор, нели, го зборевме тоа дека бевте Европа. Игравме 5-6 утакмици за 2 недели, што не е нормално. Тоа е голем стрес, да. Особено за у Македонија, Да, македонски да. фудбал. Со тој Со тој ростер. ростер, да, немаш ни измени нешто посебно, да. Моментално сите здрави, мали ситници поради тој густ распоред, добри сме сите, тоа е добро. Моментални, да. Тоа е битно доста. Добро, ајде уште сакам на брзинка да кажеме како еден играч млад, да речеме, сака да успее, нели, како фудбалер, што бара еден таков клуб реално, Македонија некај, не мора да идеме пошироко. Сега нормално зборевме дека си има агенти и сето тоа, ама кои патишта да ги помине, што да се фокусира, како би опишал ти еден професионалец, нели, што го викаме. Поради тоа што и реално клубовите, не сите клубови ги даваат тие услови вие што ги давате, да речеме. Ама како би опишал еден професионалец? И од твојот клуб нека е било кој нешто. Ти можеш да знаеш подобро како треба. Добро. Значи, треба да работат, само да работат и да не се демотивираат ако не игра една утакмица или втора или трета. Секогаш ако работи, ако се мора да се подобри. И ако се подобри, ќе му дојде време ќе игра. Никогаш не треба да се откажеш ако имаш волја за нешто, ако имаш. Така. Да продолжи да направи работи. Па сега имаше еден пример. Скот Мектомини од Юнајтед влезе у 87 минута и сега реално 99% верувам од играчите ја кошарка сум играл и кога ќе ме стават у последна четвртина не ми се игра и ладен сум и све и сикам што сега да правам. Човекот влезе, ја сврти утакмицата за 5 минути даде 2-3 гола. Така да треба да се искористи секоја шанса, макар и тие 5 минути да се дае максимум да се искористи сето тоа. Добро, Трим, да не те држам повеќе. Стварно мило ми беше, имавме еден добар интересен разговор, се надевам и тебе ти се допадна и да, секако се беше окей. Се надевам и на вас ви се допадна како разговаравме со Трим околу сите овие теми што ги имавме. Му посакуваме успех, се надевам дека годинава исто така ќе одбраните титулата и дека ќе идеме во Европа и ќе имаме уште поголем успех. Фала многу на поканата и ти посакувам и тебе успех со ова програма, со Ти благодарам. твојата работа и така. И те чекаме назад на вежбање. Обавезно, од први. Дечки, се слушаме во следната епизода. Кликнете subscribe таму за да слушате и понатаму епизоди подкаст и натаму има, нели, Spotify и сето тоа кај сакате да слушате и вежбајте. Се слушаме, поздрав, чао.